Здраво, драги родители! Денес ќе зборуваме на тема како да се справиме со анксиозноста кај децата. Голем број на родители се загрижени денес за децата кои што се повеќе и повеќе се чувствуваат вознемирено и со право можеме да кажеме дека скоро секое петто дете е анксиозно. Меѓутоа, родителите не треба да ги бараат вина за вознемиреноста на своите деца, туку тие треба да ги бараат корените на таа анксиозност, затоа што секоја анксиозност има свој извор, свој корени и затоа постои причина зашто децата така се однесуваат. Најчесто причините за вознемиреноста кај децата е заради барањето за преку постигнување кај децата кое што е наметнато од културната средина, наметнато од родителството, кое што е поставено денеска на тие основи, на основи на стероидно управувано родителство, значи стероидно напумпано родителство кое што е премногу ревностно, и така децата тие растат со едно верување и со правило дека за да можат да ја стекнат својата вредност, единствено тоа ќе можат да го направат преку надпреврт со другите деца, преку успех, постигнување на големи успеси, преку постигнување на одредени задачи, решавање на тешки проблеми и така натаму, кое што нешто представува еден голем притисок за децата уште од најмала возраст, значи тоа всушност значи дека на децата им се прави преголем притисок затоа што тие не можат да достигнат нешто кое што не е сразмерно и не е соодветно на нивната возраст. И кога живееме, функционираме во една ваква култура и со едно вакво родителство, нормално е дека детето не може поинаку да изреагира, да се однесува, освен да биде анксиозно. Значи овде слободно можеме да кажеме дека не можеме на анксиозност да гледаме како неприлагодување, туку слободно можеме да кажеме дека анксиозноста представува еден нормален, еден здрав одговор од страна на децата кон една нездрава култура. И ние како родители овде треба често пати да земеме и дел од одговорноста која што бидејќи ние со која што секојдневно нашите деца се справуваат со сегашната нездравост, затоа што ниедно дете значи не треба да се чувствува анксиозно испод својата 5-та година, а ние веќе имаме деца кои што на својата 10-годишна возраст веќе чувствуваат огромен притисок и се чувствуваат значи преку вознемирено токму заради тој притисок. Зошто е тоа така? Тоа е така затоа што ние сме култура која што е водена од врз основа на стравот и токму поради тоа, значи уште од најмала возраст ние на децата несвесно врз нивниот светоглед кој што тој треба да биде уникатен за секој дете. Значи секој дете да си има свој поглед на светот спрема своите спрема своите способности, спрема своите таленти, спрема она што тоа смета дека може да го постигне во својот живот, кога ќе му се дозволи да се спознае самото себе си од најмала возраст. Значи ние како возрастни тоа, бидејќи им го наметнуваме велот на стравот на нашите деца, ние ги носиме низ самото детство, а потоа ги носиме низ раната младост, цело време со тој превес на страв и ги воведуваме во светот на возрастните со еден целосен фокус кон иднината, меѓутоа со големи ограничености. Што значи тоа? Тоа значи дека кога ќе станат млади личности, возрастни, скоро секоја личност, возрастна личност, многу тешко после може да има проблеми кога треба да го живее својот живот, затоа што едноставно
на иднината гледа пред се со страф и со ограничувања, несвесен за своите капацитети, несвесен за своите квалитети, несвесен за своите способности. Меѓутоа, какви се децата пред да бидат запознаени со на почетокот, пред да бидат запознаени со стравот, пред да бидат запознаени со анксиозноста, децата се господари на сегашниот момент, затоа што тие живеат во сегашноста, а ние сме култура која што не им дозволува на децата да живеат во сегашниот момент, затоа што родителите се влезени преку тој систем со еден постојан фокус спрема иднината и токму овој судир кој што се јавува помеѓу сегашниот живот на децата, животот на децата во сегашниот момент и фокусот на родителите кон иднината, низ велот на стравот, значи судир помеѓу вистинското битисување на децата и постојаното правење на родителите, или судирот помеѓу радоста и помеѓу уживањето од страна на децата и стравот и стресот од страна на родителите се основните причини заради кои што децата ја чувствуваат анксиозноста, што значи дека анксиозноста представува само нормален одговор. И ние не можеме, значи, да се справиме со анксиозноста се додека не погледнеме испод површината на таа анксиозност, да видиме кои се корените што ги ја пораснале оваа анксиозност кај нашите деца. И ние како родители како сме придонесле кон тоа нешто, сме придонесле на тој начин што не сме собрале доволно храброст самите себе си да се прашаме, дај да видам јас како родител како преку моите животни состојби и животни случаи, моменти со моите деца, како јас сум придонесла да ја пораснам таа анксиозност кај моето дете, со цел да можам да му помогнам да го променам патот кој што веќе претходно јас му сум го истрасирала на моето дете. И при тоа, при промената на тој пат, што ќе го правам при таа корекција, јас да не дозволам да си го критикувам собственото дете. Значи, анксиозноста сама по себе никогаш не може да биде проблем, туку анксиозноста има своји корени и се додека тие корени не успееме како родители да ги откриеме, кои се тие кај нашите деца, се до тогаш ние нема да можеме да направиме една промена, а со тоа кај анксиозноста, а со тоа и промена во однесувањето на нашите деца. Тоа е се за денес. Имајте убав ден, се гледаме.